На свечена седница денеска беа доделени 18 осмоноемвриски признанија во Штип по повод ослободувањето на градот 8 ноември. Заслужни граѓани, институции и здруженија, граѓански организации кои изминатите години придонеле за развој и афирмација на градот добија признанија за нивните заложби. Признанија се доделија во областа на културата, здравството, уметноста, спортот, образованието. Ова признание е од големо значење за мене, затоа што пред се ова е вреднување на мојот труд и успех во текот на овие години, особено во изминатава година. И секако ова е една мотивација за мене да продолжам и во иднина. Сега веќе како студент на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје немам право да учествувам на надпреварите, меѓутоа можам да се вклучам од другата страна, односно да им помогнам на следните генерации да постигнат се подобри резултати следните години. За мене ова признание представува голем поттик и мотивација за понатаму да продолжам да се надпреварувам по хемија на државно и на светско ниво, а со тоа и да ја представувам општината, но и државата на вакви престижни надпревари и сакам да упатам голема благодарност до општината за ова признание. Општина Штип со година назад покажува и докажува дека води посебна грижа за достигнување на нейните сограѓани и знае дека тоа вреднува. Ова е едно признание не само за мене, туку и за мојата фамилија, меѓутоа и за сите граѓани во целост, бидејќи сепак ние сме жители на Штип, живееме во овој град, ствараме во овој град, а градот тоа знае да го цени, било да се тоа достигнување од областа на образованието, науката, културата, спортот или друго. Прво ми е драго што после 30 години од моето постоење, од мојата кариера, ова е ствари моја прва општествена награда од Македонија. А многу ми е драго затоа што наградата е од Штип, од мојот роден град. Без разлика каде и да идам, што и да правам, во било кој пасош да го носам со мене, родниот град останува Штип. Така да драго ми дека наградата доаѓа од родното место и е почеток за нешто ново кој што треба да се дешава и на еден подобар начин да се развива таа нека култура која што до сега сум развивал за напредокот на Штип. Признание 8 ноември доби и клиничка болница Штип за пожртвуваноста на персоналот и посебниот придонес на 16 март годинава, кога се случи пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Тогаш за помалку од 1 час беа мобилизирани сите одделенија при клиничка болница Штип, а сите вработени беа на работа за да помогнат на пациентите. Оваа награда 8 ноемвриско признание е од големо значење за сите вработени на клиничка болница Штип, бидејќи некој ја детектирал жртвуваноста на вработените во клиничката болница, што ја даа оваа година и посебно за тој немил ден, 16 март, што беше. Така да, јас како представник на сите вработени ми е голема гордост и чест што сум овде со сите присутни. Овој ден представува потсетник за должноста на општина Штип да ја чува слободата и традицијата, но и да се надоградува, истакна градоначалникот Иван Јорданов во своето обраќање. Овој ден не е само историски датум. Тоа е потсетник на нашата должност да ја чуваме слободата, да ја надградуваме и да ја оправдаме со дела. Почитувани, денес нашата борба е поинаква. Тоа е борба за подобар живот, за развој, за достоинствена иднина на нашите сограѓани. Но таа борба започнува од секој еден поединец. Секој од нас има своја лична одговорност, свој придонес во семејството, на работното место, во заедницата. Само ако секој поединечно се труди да биде подобар, посовесен, поодговорен, ќе можеме заеднички да создадеме општество со вистински вредности и напредок. 8 ноемвриски признанија се доделуваат секоја година на поединци, институции и здруженија кои придонеле за развој и афирмација на Штип.